Професоре, дали е мој впечаток тоа или може би е правило, но Велес речи си да нема ден да не е на мапата, односно да не е во билтенот на МВР и тоа по тешки криминални настани. Од социолошки аспект, зошто се случи ова? Претежно се млади луѓе вклучени во убиства веќе, во продавање на малолетници, во дрога, во алкохол. Што се случува со младите луѓе? За жал мора да признаам дека вашата констатација е точна. Во последно време веќе нема некоја девијантна појава или девијантно однесување кој што не е поврзано со нашиот град, со Велес. Јас пред директно да ви одговорам на прашањето, ќе се обидам само овака кога веќе споменав социјални девијации или однесувања на поединци и општествени групи кои што отстапуваат од општо прифатените правила и норми во општеството. Прво да ги поделам во три групи. Прво ќе кажувам, ќе дојдем и до вистинскиот одговор, ми се чини. Првата група, тоа се оние пороци или велиме изопачености на елементарни облици на општествени активности поврзани со инстинктивниот живот. Да ја симнам малку топката во смисла дека тоа се однесувања кои што би рекле така народски го тераат однатре човекот да прави. Станува збор за два вида или две форми на пороци. Прво паразитизмот. Паразитизмот во смисла на бездомништво и просјачење. Ево овде каде што се наоѓаме, близу до мостот ќе најдете навистина. Тоа е веќе енормна појава. Премногу луѓе пружаат раце за да се стекнат со некоја добивка, меѓутоа не зборувам јас за оние луѓе кои што од економски причини го прават тоа, меѓутоа последно време станува збор и за појави кои што стануваат, како да ви кажам, нешто како вообичаено. Го прават тоа не само поради тоа што сметаат дека е едноставен начин да се стекне до некоја имотна, ајде да кажам така, корис. Вториот вид на овие девијации ќе кажувам за пороците конкретно зборувам, за ова што кажавте малку и предмалку споменавте, тоа се овие сексуални пороци. Тука пред се мислам на проституцијата, тука пред се мислам на педофилијата, исто кои што се, однесувања пред се од социолошки аспект зборувам, не зборувам како од аспект на медицината, на медицински појави, дека тоа сепак се однесувања кои што се однесуваат и на поединци и на општествени групи, кои што, реков, отстапуваат од општо прифатените правила и норми. Сега, вториот вид, социјалните агресии во рамките на социјални девијации, значи насилнички однесувања и на поединци, и на групи, кои што се израз на одредени социјални незадоволства. Ќе го појаснам и тоа. Тука ќе зборувам за автоагресиите, кои што имавме и таков случај пред една недела, автоагресии сметам на обидите за самоубиства и самоубиства или насилнички однесувања насочени кон самите себе, пак како резултат на одредени социјални незадоволства. И вториот, она што е така драстично и поизразено во градов и во цела Македонија, па може би и пошироко, станува збор за хетероагресиите или насилнички однесувања насочени кон другите луѓе. Конкретно станува збор за малолетна деликвенција, за силувања, убиства, па до најзаселени форми, најизразени форми на тероризам. Овие хетероагресии секако се поврзани, сите што ќе кажувам за овие форми на социјални девијации, се меѓусебно поврзани, се во една интерактивна врска. И сега одиме конкретно на третиот вид, според мене, ова е моја како распределба на овие, за да не биде така јасно, попристапно, токсикоманијата. Или станува збор за однесувања пак на поединци и општествени групи како израз, како резултат на хронична употреба на опојни средства, велам. И овдека веднаш кога велам токсикоманија, или опојни средства како што заради избегнување на реални случувања од секојдневниот живот. Или да бидам уште попрецизен, станува збор за алкохолизам и наркоманија. Алкохолизмот веќе е една масовна појава, зборувам за хронична употреба на алкохолни средства, пак како резултат на избегнување на случувања од реалниот живот, и она што е најпопуларно и за кој има многу дискусии, дебати, семинари, што не се прави наркоманијата.
или тоа е хронична употреба на наркотични средства. Пак целта да не ја заборавиме, се според од мој аспект, од аспект на социологијата, сметам дека резултатот или целта е да се избегнат реални случувања од секојдневниот живот. Започнува во форма на марихуанија, која што е веќе, не знам што да кажам, на секој чекор може да се забележи. Не знам зашто, нели, може би треба малку повеќе да се внимава на оваа работа и да не кажувам сега оние синтетички дроги и завршува најчесто, знаете, нели, трагично. Што велам ја, нас велеше и на кераштани натаму, на гробиштата. Сега, што ми беше целта? Значи да поентирам. Сите овие форми се меѓусебно поврзани, реков во една интерактивна врска. Што значи тоа? До сега резултатите покажуваат дека сите социјални девијации се меѓусебно поврзани и најчесто хетероагресиите се поврзани со оваа третава група, со токсикоманијата. Во најголем број на случаи сторителите на тешки кривични дела, особено на убиства, на кражби, на силувања, секогаш се поврзани со алкохолизмот и особено со наркоманијата. Но горе-доле овие работи сме ги имале како проблем од секогаш, но сега оно што е ново е тоа дека млади луѓе некаде 20-тина или во раните 20-ти години располагаат со многу пари кои се на лесен начин заработени. Дали тука можеби ја гледате причината за ваквите агресивни однесувања, бидејќи многуте пари ви овозможуваат да ви бидат достапни дрогите, па и проституцијата, и да купите буквално се. Токму така. Значи не е само ние целта да зборуваме за последиците. Ајде да видиме причините што се. Јас ќе кажам овака, значи мора да имаме во предвид и превенцијата пред се, што е за мене многу важна, ама и санкционирањето. Значи пред се превентивните мерки. На што мислам? Конкретно секоја, како да ви кажам, сериозна држава, пред се, уште во најраната предучилишна возраст, мора повеќе да обрне внимание не само на образовниот, туку на воспитно-образовниот, воспитната компонента, почнувајќи од предучилишните установи, мислам на јаслите, детските градинки, станува збор за социјализација, меѓутоа во рамките, нели пред се примарна социјализација во рамките на семејството, но и во рамките на нели секундарна социјализација, сметав на предучилишни и училишни установи. Тука мислам дека затаивме многу. Како држава, факторите, што е работата, не знам, треба да се превземат посериозни мерки, а исто и ова што е казнената политика. Многу се благи казните за сторители на такви кривични дела, како што се, например, педофилија. Да, сега има зголемување, знам, има порепресивни мерки, меѓутоа сметам дека треба да се заострат. Па да, вчерашниот случај за човекот кој ја рани својата девојка, потоа се самоуби, е човек кој е повратник од затвор. Окму така. Слушнав преку, нели, средствата за јавно информирање, повратник од затвор. Најчесто затворите кај нас треба да имаат, нели, самото име кажува, казнено поправни домови. Нивната цел е ресоциализација. Меѓутоа, во најчест случај, за жал, праксата ни покажува дека најголемиот процент на повратници од овие казнено поправни установи се повторно сторители на исти дел. Зачудувачки. Ќе кажете зошто? Па сигурно дека и таму не сериозно се гледа на тој проблем, на таа проблематика. Мора да бидеме малку посериозни. Мора повеќе да внимаваме. Може би треба наградувањето на оние што се занимаваат со оваа дејност, дека треба да биде може би поголемо. Ако така се направи, ја мислам, никогаш нема да исчезнат. Никогаш, меѓутоа, да, ќе биде во една пристојна бројка, во едно нормално очекувано. Од секогаш постоеле девијантни однесувања, но не во оваа мерка. Велес кога ми рековте? Ја Велес, веднаш ќе ви кажам дека може би да не почнеме таа транзиција, многу одамна е. Меѓутоа Велес беше од оние градови кои што беше економски најразвиено во Македонија. Може да посочиме некои примери. Ај земете ја Порцеланка, 3.500 вработени. Свилара, 2.500 вработени. Лозар, над 6.000 со
ајде, топилница, да не ви ги бројам, било која дејност, земете угостителство, интернационал, значи нема дејност во која што Велес не беше развиен во тој смисол. Што се случи? Алтернатива немавме, особено со топилница, иако после затворањето, не навлегуваме причините. Кога престанаа да функционираат овие фабрики, што се случи? Алтернатива нема. Тоа е од мене, мислам, објективна причина, од социолошки аспект. Иако не мора да значи. Јас секојаш кажувам, јас сум застапник на онаа полидетерминистичка теорија. Многу фактори влијаат, ама еден од факторите, сигурно дека и овој. Конкретно зборувам, немаше кај да се занимаваме со пример со земјоделие. Ако тогаш однесевме некој производ од Велес од друго место и да слушам дека е од Велес, нема шанси да го продадеш тоа. Што друго да ви кажам, сточарството. Немавме ние како што е, например, земете Куманово, како што е Источна Македонија, како што е овчеполието и така натаму. А луѓето, особено младите, за жал, во таа борба за преку ноќ или настојување, да не кажам борба, во настојување преку ноќ да се збогатат, не бираа средства. Најчесто се случуваше она Франкфурт мафија. Не беше многу одамна. И сега секако дека е дојдена до израз. Јас имав еден случај, само ќе го кажам како анегдота. Има случај на телевизија да гледам кога во Франкфурт на аеродромот го приведоа момче, не требаше да прашаат од каде е. Он носеше една мајца, гласете за градоначалникот претходен, што беше на слика градоначалникот. Значи ни беше веќе, како дека вообичаено да гледаме дека тоа се луѓе од нашиот град. За жал, социализацијата, особено примарната социализација. На крајот на овој разговор би сакал да ве прашам каде е тука семејството и воспитувањето на децата од најмала возраст. Тоа го мислев баш. Примарна социализација значи процес на стекнување на знаења, навики, правила, вештини и се она што е неопходно за успешно вклопување на поединецот по пошироката заедница. Ама започнува прво во зашто велиме примарна група е семејството и групите на врсници. Што велат нашите северни соседи, с ким си, такав си. Меѓутоа, семејството, кај нас имаме многу дезорганизирани семејства. Најголемиот ризик за девијантно однесување кај младата популација е дезорганизирано семејство. Во превод, ако во семејството постои алкохолизам кај родителите, ако постои семено насилство, ако постои наркоманија и така на во најголем степен, не велам апсолутно, има исклучоци, меѓутоа многу зголемен ризик да детето или личноста многу тешко се социализира или да се изгради во вистинска, во правилна личност. Секако и понатаму, реков, институциите на системот, образованието не смее да затаи. Мора сериозно да се занимаваа со таа работа, особено во градинките. Има многу начини како. Еден прост начин, уште на дете во градинка, кога ќе му дадете бомбонче од непознат човек, например, ако посегне да го земе тоа бомбонче, веднаш треба да реагирате. Значи има различни начини, само ви кажав еден пример како е. Ако сериозно се вистински се постапи, ја мислам дека ќе се сведе на пристојна, како да кажам, во една нормална граница, во пристојни граници. Професор, ви благодарам. Благодарам и вас.